Добре дојде. Пробај чуј го мојот ветар. Чуј го ветрот кој не знае за граници. Чуј ги женските гласови. Гласовите како молитви кои се прелеваат преку планини, преку реки и истории. Добре дојде во кругот каде што и најболните приказни стануваат свети мостови. Родена сум во земја каде што жените се учени да ќутат и да трпат и да не пребаруваат премногу. Всушност таков е овој регион. Но и моите и твоите прабаби, без да знаат, веќе воделе женски кругови. Кога седеле со жените, со снаите, со ќерките, со внуките и правнуките и вареле турско кафе. И плачеле и се смееле заедно. Денес немам прабаби за да споделувам турско, македонско, босанско, српско, црногорско, хрватско кафе, ниту охрабрување, стравови и соништа. Но се имам со жените од Македонија, со жените од Србија, со жените од Босна, од Албанија, од Хрватска и од регионот. Маја, Уна, Бранислава, Саша, Алис, Ана, Ивана, Лана, Јасминка, Марина, Милјана, Мина, Сандра, Вања и Весна. И љубовта не води, како што кажува нашата Маја. Различни приказни, иста болка. Ми ја зедаа земјата, ми го земаа телото. Но не ни ја земаа сестринската љубов. Преку оваа балканска заедница открив што значи да бидеш во зум круг и да плачеш заедно со жената која не го зборува твојот јазик, но го зборува со твојот внатрешен глас. Вака открив како женскиот круг станува наднационален храм. Како кругот ни покажува дека нашата различност не е пречка по илјадити пат, туку природна хармонија. Мојата баба бегаше од бомби, твојата бегаше од сиромаштија. Другата бегаше за да не ја грабнат турците, а нејзината од тишината во домот. Историјата на жените на Балканот е напишана низ телата на овие жени. Нема да ја најдете во учебниците. Во женските кругови, овие приказни стануваат енергетски кодови за трансформација. Заедничкото слушање е првиот чекор кон колективната сигурност. Во едно старо село, сместено и меѓу планините и реките на древниот Балкан, жените не граделе мостови со голи раци и со камења, како што тоа го правеле мажите во минатото, туку граделе мостови од внатрешни мориња. Ке ви зборувам за еден мост од вода, жив, дишечки, женски, изграден со сочувство, со вистина, со солзи и со песни. Секогаш, кога една жена ќе застанела пред мостот, реката ја шепотела прастарата мудрост. Ако сакаш да преминеш, остави зад себе еден товар. Можеш да го оставиш срамот кој не е твој. Можеш да оставиш тагата која никаде не те носи. Можеш да го оставиш гневот кој не ти служи. Штом отпуштиш нешто, водата станува бистра, мостот се појавува и од невидливото се гради пат. Овој мост не се гради еднаш за секогаш. Тој настанува секој пат кога жените ќе се соберат во круг, кога ќе си ја кажат вистината, кога ќе ја распеат болката, кога ќе се насмеат или заплачат по прв пат после години и години молчење. И секој пат кога една жена ќе си го врати својот глас, мостот добива нова форма.
а водата оддоле ги носи сите жени, и оние од минатото, кои биле премногу тивки, и оние кои биле спалувани, но и оние од иднината, кои се уште учат или ги учиме да зборуваат. Во овие кругови, жените не биле само обични жени. Во овие кругови, жените биле река, остров, древен јазик и неродена ќерка. И така селото растело. Не како порано со ѕидови, туку на женски начин, со мостови. Не со насилство, туку со вистини, гласно изговорени. Не со моќ, туку со љубов која памети. И денес ние, жените на Балканот, стоиме на тој ист мост од вода. Го создаваме одново, го преминуваме заедно, го споделуваме со другите. Затоа што кога една жена зборува искрено, нов дел од мостот се создава. Кога една жена се враќа кон себе, целиот колектив преминува. Преминуваме кон нова култура на живење, кон нова ера, кон нова доба, кон нов квалитет на живот. Ова е твојот круг. Балканот е твојот мост. Жените се твојата сила, а времето е сега. Ова е твојот круг. Балканот е твојот мост. Жените се твојата сила, а времето е сега. Ние жените од Балканот не бараме хомогеност. Ние бараме света разновидност. Твојата приказна е важна. Низ кругот таа патува и станува светлина за друга жена. Затоа, не ја носи својата приказна како товар, туку како бакарен гердан, каков што паметам дека носеше прабаба ми. И раскажи ја историјата. И напиши ја иднината. Следниот пат кога ќе се сретнеме, ќе започнеме нова мини серија. Квинтастичност во себе. Знаеш, сето овде создадено е со океанска љубов за највисоко добро. Благодарам што ме слуша и денес и што вкуси од тоа како е да си дел од балканска свесна женска заедница. Те поканувам со ова и на следниот Zoom балкански круг кој со задоволство ќе го водам. Намасте.